Бисмиллахи-рахмани-рахим. Вие го слушате шестиот дел од книгата Вистината за Ахмадија муслиманскиот џемаат и неговиот чесен основач, напишана од Хаџи Ата Уллах Калем. Оваа книга ќе наведе вредни и високи мислења на муслиманските зналци за Хазрети Мирза Гулам Ахмад алейхи селам и за неговиот џемаат, како и нивно служење на исламот и на чесниот пратеник Мухамед салаллаху алейхи веселем. है रज़ाए ज़ाते बारी अब रज़ाए क़ादियाँ है रज़ाए ज़ाते बारी अब रज़ाए क़ादियाँ. Дали Мирза Сахиб лажел за Аллах Джелешануху? Следното обвинение на писателите на брошурата против ветениот Месија и Мехди е: лажел за Аллах Джелешануху, кога рекол дека е пратеник и дека ја примил објавата. Ако писателите на брошурата имале и малку знаење од честниот Куран и за тоа како Аллах Джелешануху постапува со оние кои за себе изнесуваат пратеничство, не би имале храброст против Мирза Сахиб да ги изнесат овие обвиненија. Во честниот Куран ни е кажано дека оние кои измислуваат лага никогаш не можат да успеат. Тие мора да очекуваат Божја казна. Аллах Джелешануху вели: а тој за нас да измислил некој говор, ние него ќе го грабневме со десната рака и сигурно ќе му ја пресечевме жилата што чука. И никој од вас не би можел да не сопре нас. Понатаму во честниот Куран наоѓаме: а кој е поголем силник од оној кој измислува лага против Аллах или ги одрекува неговите ајети? На вистина силниците нема да успеат. Од овие ајети јасно е дека ако некој намерно измислил објава и тоа му го препише на Аллах, не само дека нема да му биде одбиена помошта од Бога, туку тој ќе биде поразен и уништен. Но ние знаеме дека Хазрети Мирза Сахиб ги пренел објавите кои ги примал од Аллах Джелешануху, а кои му биле упатени како реформатор. По пренесувањето на објавите живеел уште 40 години и во текот на овој долг период продолжил да ја прима Аллаховата помош и милост. Ако лажливец може да живее толку долго и да успева по прогласувањето на своите објави, тогаш неузубинлах мораме да прифатиме дека критериумот изнесен во честниот Куран е невистинит и дека дури и честниот пратеник салаллаху алейхи веселем не може да го користи овој критериум како доказ за своите тврдења. Но критериумот изнесен во честниот Куран не може да биде невистинит, и ако не е невистинит, а сигурно не е, тогаш истото треба да се однесува и на тврдењата на Хазрети Мирза Сахиб. Ако тој ги прогласил објавите кои ги примил и потоа живеел долго, и Аллах Джелешануху не само што го поштедил, туку и му помогнал, ние мораме да прифатиме дека тој на вистина бил од Аллах Джелешануху. Некои оџи тврдат дека овој ајет се однесува само на Мухамед салаллаху алейхи веселем. Но ако ова не е критериум за некој вистинит, и ако Аллах не фати никој како доказ на луѓето дека он ќе го казни лажливецот и дека он нема да му дозволи на лажливецот да успее, кој е и каде е критериумот за тоа? Освен тоа, немуслиманите можат да кажат дека Аллах никого не фатил, така што и Мухамед салаллаху алейхи веселем не е фатен, и тогаш ние немаме доказ за вистинитоста на Мухамед салаллаху алейхи веселем. सारी दुनिया में न लहराए लिवाए क़ादियाँ है रज़ाए. Во Схарах Акаид Насфи, која е една од најверодостојните книги на Ахла Суннат, Вал Џемаат, е напишано: оценето е колку е невозможно овие нешта да се спојат во било кој друг освен во пратеникот, бидејќи е невозможно за некој возвишениот Аллах да знае дека измислувал лага против него, и тогаш он во прилог на таа личност да го одложи извршувањето на казната за период од 23 години.
Во коментарот на споменатата книга, Нибрас стои: чесниот пратеник бил воздигнат до статус на пратеник кога имал 40 години од животот, а починал кога имал 63. Разработувајќи го во детали овој навод во Нибрас, Алама Абдул Азис вели: навистина, неколку лажливци тврделе дека се пратеници како Мусайлама ал-Јамами, Асват Анси и Сирач ал-Кахна. Така некои биле убиени, а другите се покајале. Накратко, лажните пратеници не можат да преживеат повеќе од неколку дена. Дали Мирза Сахиб лажел за пратеникот Мухамед салаллаху алейхи веселем? Следното обвинение кое го измислиле писателите на брошурата е: тој исто така лажел за честниот пратеник Мухамед салаллаху алейхи веселем. Пишувал дека честниот пратеник го прашале кога ќе се случи судниот ден и дека тој одговорил дека судниот ден за сите луѓе ќе биде 100 години по овој ден. Се вели дека малку знаење е проклетство, а таков е случајот и со овој оџа кој ја пишувал оваа брошура и бил неупатен во хадисите. Хазрети Мирза Сахиб не изнел лага против честниот пратеник, туку всушност писателот на брошурата не го знае хадисот кој гласи: Хазрети Абу Саид пренесува: кога се вративме од битка од Табок, еден човек го прашал Аллаховиот пратеник салаллаху алейхи веселем кога ќе се случи Асаат, тоест Кијамет. Честниот пратеник салаллаху алейхи веселем кажа: 100 години нема да поминат за децата Адемови, а ниту едно нема да преживее од оние кои денес живеат на земјата. Понатаму во веродостојната книга на хадисите Тирмизи стои дека честниот пратеник салаллаху алейхи веселем рекол: од оваа ноќ 100 години нема да поминат, а никој жив нема да остане. Постои и друг хадис кој вели: нема да поминат ниту 100 години, а никој од живите нема да остане. Дури и Неахмади зналецот, еден од писателите Маул Висана Уллах од Армицар, исто така напишал: честниот пратеник нека мојот татко и мојата мајка му бидат жртвувани во времето на својата смрт рекол: никој од оние кои денес живеат нема да останат за 100 години. По наводите на овие хадиси, очигледно е дека честниот пратеник салаллаху алейхи веселем зборувал за луѓето кои тогаш биле живи, дека сите ќе умрат. Кога луѓето ќе умрат, за нив тоа е кијаметски ден и тие веќе ништо не можат да прават добри дела и слично, за нив веќе се случил кијамет. Следната лага која писателот на брошурата му ја препишал на Мирза Сахиб е дека тој тврдел дека честниот пратеник рекол: кога некое искушение се надвие над жителите на некоја населба, сите тие треба да ја напуштат таа населба, воспротивно тие се оние кои се против Аллах. Писателот на брошурата би требало да прочита што е напишано во книгата на хадисите Канзул Умал од Каул Амар бин Абсах. О, луѓе, оваа чума е гнасна, затоа раширете се по ридовите и полето. सफर को हम बराए कादियां गुलशने अहमद के फूलों की उड़ाला. Познато е дека ридовите и полињата се надвор од градот и дека со ова честниот пратеник салаллаху алейхи веселем рекол дека луѓето треба да ги напуштат населбите и да одат во околината. Така, кога честниот пратеник забранил да се оди надвор од местото или градот, нема двоумење дека со тоа мислел на одењето во други градови, бидејќи полињата и подрачјата околу местото му припаѓаат на градот, иако се надвор од градот. Исто така, кога во прашање била зараза како што е чумата, препорачливо било луѓето да живеат на чисто, по ридовите или полињата, но е забрането да одат на друго место, за да не ја шират заразата. Фактите за дуелот со Дова, Мобахила. Следното обвинение на писателите на брошурата е дека Хазрети Мирза Гулам Ахмад го повикал Маул Висана Уллах од Армицар и му кажал дека ќе се моли на Аллах кој од нив двајцата кој не е на правиот пат да умре за време на животот на другиот кој е на правиот пат,
И бидејќи Хазрети Мирза Сахиб починал за време на животот на Маулви Сана Уллах, произлегува дека Мирза Сахиб бил на погрешен пат. Вистина е дека помеѓу теолозите кои Мирза Сахиб во својата книга Анджаме Аатхам ги повикал на дуел со молитва, било вклучено и името на Маулви Сана Уллах. Меѓутоа нему му било страв да го прифати овој повик и никогаш не покажал било каква желба да го прифати. Но можно е дека под притисок на неахмадијавноста, тој во својот вестник Ахл и Хадеес на 29 март 1907 година го повикал ветениот Месија и Мехди на дуел со молитва, Мубахилах, термин од Куранот кој значи дека кога оној кој тврди дека е од Аллах и во целост биде одбиен и нема можност за понатамошен диалог или докажување, тогаш двете страни, оние кои му веруваат и оние кои го одбиваат, треба да побараат од Аллах да покаже кој од нив е лажливец. Осврнувајќи се на овој повик, објавен во весникот Даехли Хадис, Хазрети Мирза Гулам Ахмад во својата книга Инџазе Ахмади напишал: го видов текстот на Маулви Сана Уллах од Армицар, во кој тој тврди дека имал искрена желба тој и јас да го молиме Бог од нас кој е на погрешен пат да умре за време на животот на оној кој е на правиот пат. Понатаму додал: тој дал добар предлог, верувам дека тоа и ке го исполни. Хазрети Мирза Сахиб го прифатил овој повик на Маулви Сана Уллах Сахиб и најавил: ако тој е искрен во својот повик дека оној кој е невистинит треба да умре пред оној кој е вистинит, тогаш сигурно тој прв ке умре. Кога Маулви Сана Уллах Сахиб дознал дека Хазрети Мирза Сахиб го прифатил неговиот повик на дуел со молитва, Мубахилах, во страв почнал да изнесува изговори. Тој напишал: јас не тврдев како ти дека сум пратеник, а не сум ниту Божи син или примател на објавата. Поради тоа јас немам храброст да се осмелам да влезам во еден таков надпревар. Твојата цел е, ако јас умрам пред тебе, ти ќе тврдиш дека тоа е доказ на твојата исправност. А ако ти умреш пред мене, да се реши, кој тогаш ќе отиде на твојот гроб да те повика на одговорност? Од тие причини ти даваш таков глуп предлог. Јас тоа го одбивам. Меѓутоа јас немам храброст да влезам во таква борба на мислења и овој недостаток од храброст за мене е повод на честа, а не повод на понижување. Оваа изјава на Маулви Сана Уллах кај неговите следбеници предизвикала голем шок и тој бил изложен на остри критики поради кој бил приморан да изјави: следбеници на Мирза, доведете го оној кој не повикал на дуел со молитва во својата книга Анџаме Аатам и соочете го со мене толку долго додека не се случи конечната одлука за пратеничеството. ज़ाते बारी अब रज़ाए क़ादियाँ ख़याल रहता है हमेशा उस मक़ामे पाक का ख़याल। Хазрети Мирза Сахиб ја прочитал неговата најава и му дал упатство на уредникот на магазинот Ахмади Джемаат Бадр да го објави следното: како одговор на неговиот предизвик, сакам на Маулви Сана Уллах да му пренесам добри вести дека Хазрети Мирза го прифаќа неговиот повик. За тоа време Хазрети Мирза Сахиб издал најава која во својот текст вклучува дова од семокниот Аллах, он да одлучи меѓу него и Сана Уллах и да одреди вистинскиот создател на нередот и лажливец да умре за време на животот на оној кој е вистинит. Тој својата најава ја заклучил со барење Маулви Сана Уллах. Оваа најава ја објави во својот вестник Ахл и Хадеес, каде треба да даде било каков одговор и судот да му го препушти на Аллах. Но штом ја добил најавата на Мирза Сахиб, тој се исплашил и изјавил: овој документ е неприфатлив за мене и ниту една разумна личност не би се согласила со таков повик. Ја отфрлам понудата што ја објавивте. Не можам да се сметам за страна во овој повик и поради тоа што моето одобрување во поглед на оваа дова не било земено
и нејзината содржина била објавена без мое одобрување. На кој начин мојата смрт може да биде знак на другите, кога како што велите вие, Маулви Дастгир, Касоори, Маулви Исмаил, Алкхари и други, доуви од Америка и останатите починале на ист начин, дали останатите ве прифатија? На ист начин, ако неговата смрт се одложи, што добро тоа ќе произведе? Всушност, тој без да открие што зборува, Маулви ги покажал знаците на вистинитоста на Хазрети Мирза Сахиб, ветениот Месија и Мехди, кои тој сакал да ги види. Тој предложил потполно нов критериум да се реши оваа ствар помеѓу него и Хазрети Мирза Сахиб и навел: чесниот Куран вели дека Бог на злотворите им дал продолжување на рокот. Например, речено е: ти кажи, милостивиот дава некое одложување на оној кој е во заблуда. Ние им даваме одложување само за да ги зголемат своите гревови. Аллах ќе го казни нивното исмејување и ќе им даде да лутаат во своите прекршоци. Ние им дадовме некаква корист на овие и на нивните татковци, па животот им стана долг. Сето ова јасно значи дека се мокниот Бог дава одложување на рокот и им дава долг живот на лажливците, измамниците, узурпаторите на мирот и на непослушните, така што во текот на одложувањето тие ги изголемуваат своите лоши дела. Како вие можете да го предложите правилото ваквите луѓе да не го уживаат продолжениот живот? Маулви Сана Улах бил уверен дека според мудроста на честниот Куран, не се лажливци тие кои умираат први, туку оние вистинитите, и дури продолжил да ја докажува валидноста на своето уверување од историјата на исламот и навел: наспроти фактот дека честниот пратеник бил вистински Божи пратеник, а Мусаилм лажливец и измамник за пратеништвото, овој вториот го надживеал честниот пратеник. Со други зборови, Мусаилм, лажливецот, умрел по смртта на вистинската личност. Меѓутоа, за жал на Сана Уллах, неговото објаснување било прифатено од Хазрети Мирза Сахиб, иако навел: Маулви предложил сосема поинакви мерила, дека лажливецот треба да живее подолго од вистинската личност, токму онака како што се случило со Мусалим Казаба и честниот пратеник саллаллаху алейхи веселем. Аллах Джелешануху одредил на Маулви Сана Уллах да му биде покажан знак кој може да го види, а кој инаку не би го видел ако умрел прв, како што самиот побарал од Хазрети Мирза Сахиб. Аллах на Сана Уллах му дал долго одложување и тој починал во 1947 година, 40 години по смртта на Хазрети Мирза Сахиб. По создавањето на Пакистан и во последните години од животот имал многу проблеми. Неговиот син бил убиен, го изгубил сиот имот, куќата му била запалена во текот на немирите во 1947 година. Во сите овие маки тој го видел напредокот на джемаатот на сите полиња и починал со страдалничка смрт 40 години по смртта на Мирза Сахиб, и како што самиот пишувал, на лажливецот му бил подарен долг живот. Сета благодарност му припаѓа на Аллах Джелешануху. हक ताला मुद्दाए कादियां है रज़ाए ज़ाते बारी अब रज़ाए कादियां. Денес го завршивме шестиот дел од книгата Вистината за Ахмадија муслиманскиот джемаат и неговиот чесен основач. Еселаму алейкум.